Добар ден, почитувани, и добре дојдовте во уште една нова телма амбуланта. Што е тоа холестерол и зошто сите се плашиме од него? Каква е улогата на мастите во крвта и кои опасности не демнат доколку нивните концентрации се покачат? Дали сме сите подеднакво подложни на негативното дејство на холестеролот и триглицеридите и на каков начин да си го подобриме нашето здравје доколку имаме покачен липиден статус? За сето ова повеќе од разговорот со денешната гостинка, доктор Маја Шушлевска-Павковска, интернист, кардиолог во ПЗУ. Доктор Маја Шушлевска, добре ни дојдовте во телма амбуланта. Добар ден, добро ве најдов. Кога зборуваме за липиден статус, зборуваме всушност за триглицериди и за холестерол. Да започнеме од холестеролот. Кога ќе споменеме холестерол, првата асоциација ни е молекула што е лоша, штетна за нашето здравје. Но дали е тоа баш така? Доколку холестеролот е во нормални концентрации, потребен ли ни е? Холестеролот, како и останатите структурни единици кои што го сочинуваат нашето тело, како протеините, јаглехидратите и триглицеридите, има свое место, има своја функција. Поточно тоа е дел од мембраната на секоја животинска клетка и игра значајна улога во функцијата на мембраната, во трансмитирање на одредени сигнали кои возможуваат една одредена клетка да ја обави својата точна функција. Представува структурна компонента на голем процент од нашиот мозок, од сувата материја, дури 60% се состои од холестеролот. Тоа е дел од миелинските обвивки на нервните патишта и на тој начин овозможува брзо и ефикасно транспортирање на информациите, односно обавување на улога на неуротрансмитерите, па потоа можеме да процениме каква е всушност витална улогата на холестеролот во нашето тело. А исто така тоа е основната база од која што се синтетизираат бројни соединенија, меѓу кои хормони и витамини. Така што холестеролот има свое место во нашето тело, многу важно, како што споменав, како и останатите молекули. Меѓутоа, често пати го поврзуваме холестеролот со негативни конотации, бидејќи одредени липопротеини кои се транспортирани на холестеролот, бидејќи тој се движи во многу праси во нашето тело, од храната кон црниот дроб, од црниот дроб кон таргет кивата и така. Тоа е доста сложен биохемиски процес. ЛДЛ холестеролот, значи липопротеин кој го транспортира холестеролот во телото, се синтетизира во црниот дроб. Кога е оксидиран, влегува во крвните садови, се талажи во нив и предизвикува процес на предвремено старење на крвните садови и на таков начин го оштетува васкуларното корито. Тоа е она што почесто, односно најчесто така го велиме лош холестерол. Лош холестерол и ја предизвикува перцепцијата за холестеролот дека е всушност лош. Холестеролот сам по себе не е лош, туку порастот на таа фракција на липопротеини, која што го пренесува холестеролот кон крвните садови, односно кон ендотелот на крвните садови, таму се таложи и предизвикува инфламаторна реакција, каде што одредени имунолошки клетки, макрофаги, кои вишокот на овој ЛДЛ го прифаќаат, предизвикува реакција, во самите макрофагите го метаболизираат и предизвикуваат создавање на меки плаки во крвните садови. Тоа е процес, како што веќе еднаш напоменав, на атероматоза и атеросклероза, инфламација во која што всушност потекуваат внатрешните делови на крвните садови и биваат оневозможени да извршат својата функција, која е многу деликатна, да го регулираат тонусот на крвните садови, значи да овозможат вазодилатација, вазоконстрикција, антисептичка улога, антитромботична улога, се со цел да се обезбеди континуиран протек на крвните садови, кој што нели возможува кардиоваскуларниот систем непречено да функционира. Така, значи ќе позборуваме подетелно за атеросклерозата, но ЛДЛ и ХДЛ значи не се холестерол, така? Така, значи тоа се транспортери. Тоа се транспортери на холестерол. Транспортери, бидејќи холестеролот е материја липосолубилна, која е нерастворлива во хидросолубилни раствори, каква што е крвта, односно оној течен дел на крвта, плазмата, и за да може да циркулираат, бидејќи знаеме дека кога мешаме вода и масло добиваме тип на раствор емулзија кој што не е стабилен. Меѓутоа, за да имаме стабилен раствор во кој нема да имаме двоење на тие две фази, водена и масна фаза, потребно ни е естерифицирање на холестеролот и на останатите триглицериди и на останатите масти со цел да се држат во растворлива форма, за да може да патуваат од цревата кон крвта, од лимфата и крвта кон црниот дроб, од црниот дроб низ целата циркулација. Тие липопротеини содржат протеинска фракција, содржат и други компоненти
кои ги имаат во различен сооднос и од таму потекнува името LDL, тоа значи дека е low density lipoprotein, значи со мала густина, има голема количина на холестерол и мала количина на протеин. Така. А кога зборуваме за холестеролот, споминавте дека се создава меѓу другото во црниот дроб, но го внесуваме ли преку храната? Го внесуваме преку храната и продукти кои што се богати со холестерол се животинските продукти. Да напоменам дека растителните клетки во својата структура и растителните продукти не содржат холестерол, па макар колку и да се масни. Значи сите јаткасти плодови, ореви, бадеми, лешници, сусам, интегрални семки од тиква не содржат холестерол. Тие содржат друг вид на масноти, содржат триглицериди и омега масни киселини. Храната која е богата со холестерол се всушност месото и месните преработки, како и млекото и млечните преработки. Тие се всушност доста со голем атероген потенцијал и со голема концентрација на холестерол. Треба ли да внесуваме холестерол преку храна? Нормално дека треба да внесуваме, меѓутоа пропорциите треба да ги запазиме. Тоа доаѓа како заклучок и од останатите препораки за здравото живење, со оглед на тоа што не е само холестерол, туку и други карактеристики на месото, како и на млечните производи, имаат негативни реперкусии врз нашето здравје. Значи, потребно да внесуваме, меѓутоа количината и честотата и типот практично на продукти треба да бидат правилно изброени. Што значи дека ферментатите на млекото, како киселото млеко, кефирот, јогуртот, е потребно да се внесуваат. Меѓутоа сирењето и кашкавалот, кајмакот, или оние овчи кашкавал, треба да се внесуваат, меѓутоа сепак во не можеби не за нашето подневје, она што е карактеристично, во помали количини. И не само поради големата концентрација на холестерол, туку и поради големата концентрација на сол. Да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта на телефонскиот број 3076 677. Почитувани од овој момент емисијата е контактна. Доктор Маја Шушлевска-Павковска, интернист, кардиолог во ПЗУ доктор Маја Шушлевска е нашата денешна гостинка. Таа ќе ги даде одговорите на сите ваши, но секако и на бројните наши прашања. Докторке, што е со триглицеридите? Дали и тие се создаваат во нашето тело или па ги внесуваме само преку исхраната? Значи, двонасочни се правците на внесување, разградување и повторна ресинтеза на овие материи. Тука црниот дроб и масното ткиво исто така играат голема улога. Триглицеридите се всушност депо на енергија во нашето тело. Она што не може да се искористи како гликемија или како гликоген, како форма на енергија или брзо се троши, се складира во масното ткиво и во мускулното, во меѓуклеточните простори во мускулното ткиво, како масно ткиво, чија што главна единица се триглицеридите. Триглицеридите се всушност молекули кои што содржат масни киселини врзани за една глицеролна компонента и токму таа компонента се раздвојува од страна на црниот дроб и од страна на ензими во масното ткиво и така тие циркулираат, како што реков, во одредени правци. Во случај на пример на гледување имаме стимулација на катаболизам на масното ткиво и големо отпуштање на голема количина на масни киселини во циркулацијата. Па тие повторно во црниот дроб се синтетизираат во триглицериди во зависност од динамиката на метаболизмот. Имаме гледач на линија, а потоа ќе продолжиме со разговор за триглицеридите. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ќе ве молам поздрав до докторката и до водителката. Едно прашање до вас. Имам шекер 6,5, искрија шекер и оној шекер. А сега имам проблеми со нозете, така бршкување, дали од шекерот, дали треба нешто да употребувам или не треба. Ќе молам, имала сам триглицериди подкачени, мрснотија у крвта немам ништо. Сега ме интересира што треба да знам од докторката, ќе молам. Добро, ова е малку излегува надвор од денешната тема. Јас ќе ги замолам гледачите сепак да се држат за она за што денеска зборуваме, покачени масти во крвта, но сепак ќе добие одговор гледачката. Повелете. Прашањето е легитимно во суштина, меѓутоа поширок одговор, има доста непознаници во однос на одговорите кои би можеле да ги понудиме. Значи, кога би разговарала во ординација со оваа пациентка, би ја прашала која е незината возраст, која е вредноста на инсулинемија,
тие триглицериди во кој распон се движеле, дали направила дополнителни тестови и така натаму, бидејќи овде се работи за некоја измеѓу зона, не еклатантен шеќер, меѓутоа нарушена гликемија на гладно, која што во позадина може, каква телесна тежина има пациентката, нели, и други придружни фактори, дали пуши, дали има хипертензија, бидејќи болката во нозете теоретски не би требало да биде од ваква гликемија, меѓутоа доколку има придружни фактори кои ги оштетуваат нервите, значи треба да одговориме на тоа прашање дали се работи за диабетична неуропатија, не е многу возможно, бидејќи нема долго траен нерегулиран шеќер, меѓутоа може да постои друга причина на оштетување на нервите. Витамин B12, кој после 50-та година неговата ресорбција се намалува заради промените во организмот, меѓутоа и заради придружна употреба на лекови кои намалуваат синтезата на тој интестинален фактор и така натака бројни метаболни реперкусии кои може да дадат пореметување болка во нозете, а таа болка во нозете треба диференцијално диагностички да се третира во однос на други етиологии. Ајде уште еден гледач да вклучиме. Добар ден за него. Добар ден. Докторката, ако може да ми каже, која е границата на холестеролот и триглицериди? Ви благодарам многу, пријатно. Така, ви благодарам за прашањето. Ова е едно интересно прашање. Која е оптималната вредност на триглицеридите и холестеролот? Дали за сите луѓе вредноста е иста? Секако дека не е. Значи, во примарната превенција, тоа значи кога сакаме да го сочуваме здравјето на пациентот како такво интактно, без повреда на било кој од органите, предсекрните садови, границите се вкупниот холестерол треба да биде до 5,4 милимоли на литар, лошиот холестерол треба да биде до 3,5 милимоли и триглицеридите до 1,7 милимоли на литар. Во тој контекст, доколку имаме веќе повреда на органи или имаме пациенти кои ги процениме како високо ризични, значи ја употребуваме скор таблицата со која што на некој начин си помагаме да ги класифицираме пациентите во одреден ранг во однос на очекувања од фатални кардиоваскуларни настани како срцев удар или мозечен удар во тек на следните 10 години, ние мораме да земеме во предвид која е возраста на пациентот, кои се неговите вредности за систолен диастолен крвен притисок, колкав е неговиот холестерол, вклучително HDL и LDL холестерол, дали има диабет, дали е тој диабет регулиран, дали има рекофамилиарна анамнеза и дали е пушач. Значи, многу фактори делуваат на оштетување на крвните садови и тие се во еден кумулативен однос. Тоа значи дека што повеќе ги имаме, ризикот расте експоненцијално, не линеарно. Значи, доколку не е А плюс Б плюс С плюс Д, па да даде некаков ризик, туку е А по Б по С по Д и така натаму. Што тоа значи? Дека ако некој над 65 години е пушач и има покачен крвен притисок, тој пациент направи лабораторија и добие нормална вредност на холестерол и триглицериди. Понекогаш може да се случи докторот да му рече дека сепак вредноста на овие параметри е висока? Да, со оглед на тоа што доколку притисокот не е регулиран и веќе постои повреда на крвните садови, што лесно се докажува со каротиден доплер на крвни садови, во тој случај веќе ја менуваме неговата категоризација. Тој не спаѓа во група на примарна превенција, туку во група на секундарна превенција. Што значи дека сакаме да помогнеме оксидацијата на крвните садови, оксидацијата на ЛДЛ и васкуларната инфламација да ја намалиме со помош на одредени лекови. Значи тоа го контролираме со намалување на, да не заборавиме пред се, конзервативниот пристап е многу битен. Не можеме пациентот да му препорачаме слободно да продолжи да пуши, да живее неактивно и да внесува слободна исхрана која му штети и го доведува неговото тело во инфламација, а од друга страна да даме лекови. Значи на прво место е сепак конзервативниот третман. Меѓутоа јас ќе дадам еден поекстремен пример. Доколку еден пациент има диабет и веќе има прележано срцев удар, мозечен удар, значи имаме некаков акцидент во неговото тело васкуларен, тогаш препораките се многу екстремни. Го класифицираме пациентот во група на многу висок ризик и тогаш даваме агресивно високи дози на, барем во првиот период на третман, високи дози на статини со цел да ги намалиме вредностите на тој холестерол во доста ниски вредности, во доста низок ранг, дури и под 0,9 милимоли на литар според официјалните препораки од водичите што ги добиваме секоја година. Имам уште еден гледач кој што очекува вклучување. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Јас бих сакала да ја поставам прашање на докторката.
бидејќи им беше утврдени зголемени масноти во крвта. Долги години, може повеќе од 30, пијам таблети, Аторис конкретно земам. Сега во секоја контрола границите на маснотиите ми се во граница на нормала. Меѓутоа, и немам некои здравствени проблеми за сега. Ме интересира дали нешто треба да се превземе поради толку долго земање на еден исти лек, дали може некои други несакани ефекти да имам од сето тоа, што понатамо. Поздрав, ви благодарам. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, докторке. Предпоставувам дека пациентката веќе е претходно класифицирана спрема ризиците кои што ги носи нејзината генетска предиспозиција во одредена група и спрема тоа е дадена соодветна терапија. Статинската терапија се препорачува во оптимални дози, односно дози со кои што ние сакаме да постигнеме таргет вредности на лошиот холестерол. Во примарната превенција тоа е да ги намалиме за 50% вредностите на ЛДЛ холестеролот. При тоа, толеранцијата на терапијата ја следиме со помош на одредени биохемиски маркери, како што се ензимите на црниот дроб, и повремено, особено доколку пациентот не назначи дека има несакани ефекти од терапијата со статини, како што е болката во мускулите, го следиме ензимот кој може да ни укаже дека имаме миопатија, кој што е несакан ефект, кој што е кај 10 до 20% од пациентите. И во тој случај вршиме корекција на дозата. Доколку со корекција на дозата, или бараме некаков оптимален баланс, доколку со тоа не го постигнеме она што го планираме, во тој случај комбинираме со други лекови или ја менуваме терапијата. А доколку се е во ред, ако пациентката нема никаков проблем и долги години го пие лекот, нема потреба за промена? Само со следење пациентите само ги следиме, бидејќи ние всушност и планираме кои овие пациенти дека нивниот релативен ризик не е и апсолутен ризик. Во моментот ризикот го проценуваме за да можеме да го класифицираме пациентот според тој ризик за кардиоваскуларен настан, меѓутоа ние треба да претпоставиме дека за одреден временски период неговите ризици ќе се променат и ќе пораснат. Бидејќи старењето, да напоменам, самото по себе е ризик фактор за атеросклероза. Тоа е всушност природен процес, но нашата тема повеќе се фокусира денес на предвременото старење на крвните садови, односно предвремена атеросклероза. Пред да го вклучиме следниот гледач, само уште едно прашање во однос на несакајните дејства на статините. Доколку се покачени ензимите на црниот дроб, значи ли тоа дека лекот прави некакви оштетувања на овој орган? Има ли потреба тогаш да се прекине комплетно терапијата? Не, значи толерираме до 3 пати да бидат покачени ензимите, па дури имаме всушност една парадоксална ситуација, ќе се навратам на неа малку покасно. Всушност, статините предизвикуваат функционална индукција на оптоварување на црниот дроб. Тоа значи дека ние го оптоваруваме органот да изврши црниот дроб одредена функција и при тоа се случува да тој не може да повтаса да ја изврши таа функција и како резултат на тоа се јавува транзиторна лезија на црниот дроб, транзиторна повреда заради тоа оптоварување, бидејќи лабораторијата на нашиот организам обавува огромен број на функции. Онаа парадоксална ситуација која што сакав да напоменам е доста чест ентитет врзан со метаболниот синдром, а тоа е неалкохолната хепатална стеатоза. Во неа всушност една физиолошка состојба станува патофизиолошка поради зголеменото оптоварување на организмот со јаглехидрати и екстремно складирање на масти, кои веќе ги напоменав, масни киселини и стеатоза на црниот дроб, имаме спонтано покачување на ензимите на црниот дроб. Статините, кои ќе ги воведеме, може да доведат заради регулирање во 20% имаат модерат, односно умерен ефект на намалување на триглицеридите, може да доведат до олеснување на метаболизмот на триглицеридите и на таков начин да направат реверзија на оптоварувањето на црниот дроб. Значи, статините помагаат да ензимите на црниот дроб се нормализираат. Меѓутоа, тоа е таа одредена состојба каде што имаме замастување на црниот дроб. Имаме гледач. Ајде сега да му дадеме предност. Добар ден. Добар ден. 70 годишна. Како? Се извинувам, колку години рековте дека имате? 70 години. Така, добро. Еден, сакам да прашам. Пијам Рослера од 5 милиграми веќе 10 години. Холестеролот ми е општиот 4. ЛДЛ-то ми е нормално, меѓутоа ХДЛ е дупло. 2
1,29, а овде е највисока показател 1,55 нормален, а кај мене е 2,29. Иначе сум вегетаријанец, не јадам месо, осем риба и избегнувам благи работи. И сега не знам што треба да правам, пошто ХДЛ скоро ми е дупло. Така и покрај терапијата ви е висок тој холестерол. Ви благодарам за вклучувањето во денешната Телма амбуланта. Интересно прашање, кое што фрла ново светло на ХДЛ холестеролот. Рековме дека тоа липопротеин со голема густина, значи мала концентрација на холестерол, повеќе протеини, кои што всушност го пренесува холестеролот кон црниот дроб од периферијата, вклучително и од крвните садови, од ендотелот на крвните садови. Се смета дека заради генетски мутации постојат грешки во синтезата на ХДЛ холестеролот, кога имаме поголеми концентрации над 3 милимоли на литар. Арбитрарно е прифатено дека до 1,82 милимоли е нормално. Нормално е да имаме концентрација на ХДЛ холестерол. Меѓутоа, повисоките вредности може да бидат асоцирани поврзани со дисфункција, значи нарушена функција. Добрата функција на ХДЛ холестеролот потекнува и од неговата антиинфламаторна и антиоксидантна дејност, не само од, значи, други колатерални ефекти кои што ги има плеотропниот ХДЛ холестеролот. Она што јас би го препорачала кај ваков пациент е сепак да направи проценка на крвните садови со оглед на нејзината возраст, како би се увидело дали постојат од возраста, меѓутоа и од овој профил на липиди, дали веќе постојат оштетувања, дали се во склоп на возраста или се поавансирани и во однос на тоа да се заклучи дали да се продолжи со терапија или не. Новите препораки за кардиоваскуларна проценка и заштита скорот за возрастни пациенти не е така ригиден како кај помладата популација, бидејќи се очекува дека кога веќе постигнале таа возраст не постои можност, не постојат такви ризици, меѓутоа сепак се проценува дали ако има третирана хипертензија, оштетување на таргет органи во однос на тоа ако тие ризици се поголеми од 7,5% на 10 години, значи ако е ризикот поголем од 7,5, тогаш да се вклучи одредена доза на терапија. Доколку не е таква состојбата, ако пациентот има регулирана хипертензија, нема повреда на крвни садови, нема диабет, значи немаме многу ризик фактори, тогаш го следиме пациентот и во однос на тоа одлучуваме кога би стартувале и дали воопшто би стартувале со терапија. Значи овде би проценила дали веќе има настаната повреда на крвните садови, која за каротидите се проценува со васкуларен доплер, за коронарките со коронарен стрес тест како неинвазивни пристапи во иницијална, во базична проценка на васкуларниот статус. Уште еден гледач очекува да се вклучи во емисија. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Емисијата ви е одлична. Поздрав до водителката и докторката и би сакала да поставам едно прашање. Повелете. Дали конзумирањето на јајца го зголемува холестеролот во крвта на возрастни луѓе над 65 години? Многу ви благодарам, среќен ден. Така, ви благодарам и вам за вклучувањето во емисија. Ова е интересно прашање. Исто така интересно прашање со оглед на тоа што јајцето е навистина концентрат на холестерол, на голема концентрација нели на масти. Од друга страна, јајцето е многу значаен, богат ресурс за сите возрасти. И сега тука го поставуваме прашањето на таа возраст, дали пациентот е здрав во склоп на возраста или има одредени ризици, дали веќе има повреда на крвните садови. Го качува холестеролот дефинитивно и повеќе од едно јајце на ден не се препорачува кај здрави субјекти. Во просек, нели, или не знам колку, 4 до 5 јајца неделно. Меѓутоа, оние пациенти кои имаат наследни, нели тоа е другата страна прашањето, наследни хиперлипидемии, тоа чисти хиперхолестеролемии, колку год да ние се обидуваме да ги намалиме со рестрикција, рестрикцијата во исхраната ги намалува за мал процент, за околу 5 до 10%, намалувањето на обезноста исто така околу 10%, внесување на фибрати во храната, значи растворливи влакна, исто така ќе додаде, меѓутоа кај оние вистински хиперхолестеролемии кои што и млади пациенти имаат над 5 милимоли на литар ЛДЛ холестерол, па дури и повеќе кај хомозиготни хиперхолестеролемии, практично не можете ништо да направите со редукција на холестерол во исхраната со овие конзервативни пристапи, така да ги наречам. Уште еден гледач очекува вклучување. Ајде да му дадеме можност да постави прашање. Добар ден. Добар ден.
Повелете. Поздрав до докторката и до водителката. Благодарам. Сакам да поставам едно прашање. Дали може ХДЛЛД да биде и наследно? Пошто мојата мајка имаше, имам јас и еден од двата сина има, другиот не. Така, мислам дека делумно докторката сега го одговори тоа прашање, но ива убаво едно појаснување сега ќе ви даде на оваа тема. Ви благодарам за вклучувањето во Телма амбуланта. Да, можеме и всушност уште нешто дополнително да кажеме околу метаболизмот на ХДЛ холестеролот. Дефинитивно големите концентрации се наследуваат, се пренесуваат. Принципите по кои што се пренесуваат можат да бидат како рецесивни, како доминантни мутации, меѓутоа доколку некој од родителите ги имал, постои можност го доведуваме во врска со наследната компонента. Кога ќе видиме пациент кој има висок ХДЛ холестерол, мораме да се запрашаме дали неговата функција на тироидеа како што треба, бидејќи дали пуши, која е неговата возраст и дали конзумира алкохол, бидејќи ова се состојби кои што може да доведат до зголемување или намалување на ХДЛ холестеролот. Значи, зголемената активност на тироидната жлезда, хипертироидизмот, примарната билиарна цироза, заболување на црниот дроб, алкохолизам кој што не е проследен со цироза, значи се уште функционира црниот дроб, може да доведат до зголемување на ХДЛ холестеролот и тоа до значајни вредности, околу 3 милимоли. Од друга страна, неактивниот седентарен животен стил, метаболниот синдром, пушењето секако, доведуваат до намалување на ХДЛ холестеролот. Ке појасните уште многу работи поврзани со липидниот статус на крвта денеска во Телма амбуланта, но тука да погледнеме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со предвидениот концепт за денеска. За покачените масти во крвта, триглицеридите и холестеролот и ризикот од атеросклероза, денеска зборуваме со доктор Маја Павковска-Шушлевска, од ПЗУ доктор Маја Шушлевска. Докторке, доколку некој има покачени триглицериди, зошто се советува да го промени режимот на исхрана поврзан со јаглехидратите? Како тоа ќе намалиме масти во крвта со елиминација на шеќери? Тоа е веќе актуелна тема и многу од гледачите, предпоставувам, од популацијата веќе се информирани околу навиките во исхраната, дека јаглехидратите всушност представуваат основа за пертурбациите во метаболизмот, кои што како последица има скриен шеќер, инсулинска резистенција, зголемена концентрација на триглицериди, зголемена концентрација на лош холестерол, намалена концентрација на ХДЛ холестерол, практично инфламација со еден збор. И во основа тоа представува една состојба карактеристична за нашето живење, каде што имаме голем пристап до јаглехидрати, кои што ги внесуваме во вишок, не ги трошиме. Тие бараат потрошувачка, бидејќи се основниот и најбрз енергенс, а вишокот се складира во триглицериди и во масно ткиво. Односно, со тоа фактички имаме правец во зголемување на телесната тежина, во обезитас. Токму, сега патот, каков е? Ние сега всушност зборуваме за нарушување во метаболизмот на јаглехидратите. Вишокот на јаглехидрати представува поттик за панкреасот да лачи инсулин. Меѓутоа, кога имаме вишок на јаглехидрати и тие се складираат како циркулирачки масни киселини и како циркулирачки триглицериди, тие се опираат, се спротивставуваат на действото на инсулинот и потребно е за да може тој инсулин да обави својата функција, да изврши транспорт на гликемијата во таргет ткивата, во црниот дроб, во мускулите, во масното ткиво, неговиот ефект е блокиран и затоа се бара поголема концентрација, посилни стимулуси од страна на панкреасот и телото е всушност во една состојба на хиперинсулинемија. Таа хиперинсулинемија, по друга страна, има реперкусии врз ензимите кои ги разложуваат јаглехидратите, како липопротеинската липаза, адипозната, апсолутно. Всушност организмот се наоѓа во една патолошка состојба кога вие му задавате вишок на енергија, тој нема што да прави со тој вишок на енергија и ги префрлува молекулите од една во друга група и при тоа сам на себе си смета, бидејќи реално гликемијата не смее да остане во циркулацијата, таа е токсична, затоа и водиме строго сметка кога имаме пациентки во бременост, имаат, или тие тестови се прават, огите тестови во текот на бременоста, бидејќи се многу неповолни за плодот. Тие се врзуваат со протеинските молекули во крвта, како што е хемоглобинот, меѓутоа и други
структурни протеински единици, всушност и со миоцитите, па ние имаме сега термин на миокардна стеатоза, значи замастување на миокардот. И при тоа тие end glycation products, протеински протеини, имаат негативни реперкусии за нашето здравје, се таложат во крвните садови, во други органи, значи во подкожното ткиво, во црниот дроб секако, и организмот всушност се наоѓа во состојба на таа инфламација. Така. Ке позборуваме подетално за таа инфламација доколку имаме време детално да ја разработиме. Имаме гледачи денеска во голем број, сепак да им дадеме предност. Добар ден за првиот. Добар ден. Повелете. Добар ден. Добар ден. Имам 73 години. Така. При моментална проверка на холестеролот и триглицериди ми беа холестерол 6,3, триглицериди 2,6. Без да пијам таблети, а до тогаш пиев таблети Аторис, кога пијам таблети е во нормала. Прекинав самоволно да ги пијам и се покачија. Сега да ми објасни докторката дали треба секогаш да се пијат таблетите? Доживотно, така. Дали смеат да се прекинуваат таблетите кога всушност ќе ви се подобри состојбата или пак треба за секогаш да живеете со оваа терапија? Ја ги прекинав самоволно. Тоа го прават многу пациенти. Еве сега ќе добиете одговор од докторката дали ваквиот пристап е прифатлив. Ви благодарам за вклучувањето во Телма амбуланта. Пријатно. Имаме секакви комбинации. Најчестите комбинации се кога нашиот начин на живот седентарен со вишок на килограми, со непотрошување на таа акумулирана енергија и со обезност, нели, кога имаме оптоварување на липидниот метаболизам, со покачување на триглицеридите и со влошување на холестеролот, со намалување на добриот, покачување на лошиот холестерол. Ако во основа е вишокот на тежина, неправилната исхрана, тоа е оној основен всушност фактор кој што ние треба да го третираме. А може, се извинувам што прекинав, може ли некој да пие статини и да продолжи да се храни како што се хранел претходно? Секако дека не, бидејќи бројките ние всушност не сакаме да ги лечиме, туку сакаме да му придеме на проблемот целосно, темелно. Бидејќи самото по себе, ние сме разговарале во други емисии, седењето е само по себе ризик. Физичката неактивност ги зголемува ризиците за васкуларни заболувања, бидејќи едноставно ендотелот работи многу подобро кога има поголем проток на како и коскениот систем, мускулите и така натака, заради продукција на тие добри субстанции во нашето тело, кои што всушност ултимативно и не прават да се чувствуваме добро. Значи, ние многу подобро се чувствуваме кога се движиме, кога сме умерено физички активни, како кои нели некои сакаат и повеќе да бидат физички активни. И сега доколку имаме ние чести таква ситуација да неправилно живееме, имаме испад во метаболизмот, не е правилен пристапот да ги лекуваме бројките, нели, со помош на терапија, а потоа да продолжиме по-старо со старите навики и нормално по извесен период повторно тие биохемиски абнормалности ќе излезат на површина. Меѓутоа имаме пациенти кај кои навистина заради генетски причини имаме инсулинска резистенција и покрај тоа што имаат оптимална тежина. Се тука морам да го споменам и начинот на живење, стресот, исто така како фактор, некој не директно влијае на покачување на холестеролот, меѓутоа може да биде основа за нарушување во гликемија. Бидејќи телото ако се наоѓа во состојба на една хронична надразба, хроничен стрес со покачување на адреналинот, на катехоламините, на кортизолот, тоа е исто така една психосоматска состојба која може да влијае на нарушување на гликемијата. Меѓутоа, кога гликемијата е во тој ранг, поради неправилното живење, можеме да му дадеме, и тоа е всушност правилниот пристап, еден период адаптација на пациентот, а доколку сепак не успее и процениме дека има и други ризици, повторно нели се враќаме на онаа добра алатка со Евроскорот за проценка на кардиоваскуларни ризици, го советуваме пациентот да започне со терапија. Уште еден гледач ќе се вклучи. И се извинувам само ако може да докажам, доколку настане подобрување на состојбата, подобрување на навиките, тогаш можеме лековите да ги прекинеме. Значи само во тој случај. Само во тој случај. Ајде да слушнеме прашање уште едно од гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Пациентка од 70 години би сакала да поставим прашање на докторката. Резултатите за масноти ми се испод вредност. Значи јас немам покачен холестерол,
но имам проблем со каротидата. Имам 60% затната каротида. Докторот ми даде да пием статини. Што би требало? Од 10 милиграма пием Росвера. Дали е тоа доволно, дали е штетно или дали би требало уште нешто да се пие? Така, благодарам многу. Ви благодарам за поставеното прашање. Исто така интересно прашање, со оглед на тоа што имаме комбинација на низок холестерол, а веќе настанат васкуларен акцидент. Имаме повреда Веќе запушување на стеноза на каротида од 60% така. на пациентка која што веќе има една одредена возраст, се наоѓа нели во тоа доба. Прашањето е кои се другите фактори на ризик, бидејќи хипертензијата е еден основен ризик фактор, ќе го штети крвните садови, дебелината исто така бидејќи се лачат адипозни сигнални супстанции кои ја повредуваат, пушењето, значи имаме многу непознаници околу оваа пациентка. Меѓутоа се случува сепак, па дури и во последно време во мојата пракса и кај помлади пациенти, особено поврзани со дебелина, да немаат холестерол кој што е висок во таква рамка, а да имаат почетни промени на крвните садови. Да одговорам само на прашањето, сепак е потребно да ја зема таа терапија и фали уште само карактеризација на плаката. Масните плаки, кај оваа пациентка на оваа возраст не очекувам дека има масна мека плака, апсолутно се зависни од терапија со статини, бидејќи статините немаат само ефект на намалување на синтезата на холестеролот преку тој одреден пат во црниот дроб, туку имаат и така наречени плеотропни, антиинфламаторни, антиоксидантни ефекти, таков потенцијал има. Делуваат на стабилизирање на CRP молекулата, значи на инфламацијата, и се очекува од нив да обезбедат амбиент за стабилизација на плаката. Тоа значи да таа плака не се влошува, дури има студии со кои што е докажано намалување на плаките, значи да не се влошува и да не биде склона на ризик од прснувања, кои што сами по себе се доста непријатни ситуации, бидејќи може да се завршат со тромботични настани. Кај оние плаки кои што имаат калциумско депонирање се смета дека се стабилни, дека немаат вакви ризици, сепак се даваат терапии и треба да бидат понатаму проследени околу нивната еволуција, дали ќе се влошуваат или стојат како такви. При тоа исто така многу важно да се користи аспирин, доколку може да се толерира. Покачените триглицериди, дали носат поголем ризик или пак помал за појава на воспалителни процеси, односно атеросклероза во споредба со покачениот холестерол? Не постојат докази дека триглицеридите се директно токсични. Меѓутоа, од друга страна, тие се врзани, нивниот метаболизам е асоциран со она претходна биохемиска промена што ја напоменавме, патофизиолошка во организмот, а исто така и со тоа што кај метаболниот синдром, кај хиперинсулинемијата е многу голема концентрацијата на частичките VLDL, кои што се всушност начин на кој што црниот дроб сака да се ослободи од триглицеридите, па ги испушта во циркулацијата. А од друга страна VLDL е прекурзор за LDL. Така да начинот на кој што триглицеридите кои што се покачени во организмот се токсични е недиректен, туку поврзан со LDL холестеролот и со она основно нарушување на метаболизмот на углехидратите. Доколку се јави атеросклероза како последица на сите овие фактори што пред малку ги набројавте, колку често се развиваат кардиоваскуларни болести? Може ли да настрадат и некои други органи, како што се бубрезите или па колкото? Секаде каде што имаме крвни садови, тие може да бидат цел на оштетување од страна на агресивните фактори. При тоа виталните органи, мозокот и срцето, се најчесто заради нивното значење во организмот, предмет на оштетување и на евалуација, меѓутоа може да се случи заболување исто така и на други големи крвни садови, како бубрежните артерии и како крвните садови на нозете, кои што имаат своја хемодинамика и крвните садови конкретно на нозете, особено заради тоа што се поврзани со пушењето, ги гледаме често пати како патологија кај пушачите. Сега само да дополнам, во суштина ние сега зборуваме за васкуларни настани на големите крвни садови, значи за патологија, патолошко оштетување, атеросклероза на големите крвни садови. Меѓутоа, се повеќе информации имаме околу микроваскуларните компликации од холестеролот, не само од шеќерот,
а тоа се крвните садови на окото, малите крвни садови во срцето, малите крвни садови на бубрезите како основни структурни единици, нели гломерулите. И при тоа секогаш треба да ги земаме во предвид и овие крвни садови, да ги цениме со лабораториски или со други тестови. Бубрежните крвни садови ги цениме пред се со мерење на концентрација на микроалбуминурија како многу сензитивен тест во урината, кој ни покажува зголемена пропустливост, кај директно поврзуваме со оштетување на малите крвни садови и која е карактеристика на заболувања системски како диабет, хипертензија, пушење исто така или комбинирани состојби од сите овие што ги наведов. И крвните садови на окото, ретината, исто така треба да ги проверуваме нели со редовна проверка на очното дно. За нешто интересно според мене што би сакала да го надополнам е дека се почесто се среќаваме со градна болка која на коронарографија не покажува повреда на големите, значајна повреда на големите епикардијални крвни садови, меѓутоа се работи за микроваскуларна дисфункција, па дури и ентитети како прилежан инфаркт со чисти крвни садови. А вела дека атеросклерозата најчесто не се чувствува, но очигледно исклучок се нозете, доколку тие крвни садови се запушени, односно се стеснат, има стеноза. Што чувствуваат пациентите? Крвните садови треба да одговорат нели на она за што се дизајнирани да обезбедат проток. Нозете се всушност мускули кои кога седиме, крвните всушност мускулите на нозете се активираат кога одиме, кога вршиме некаква физичка работа. За да може да таа работа да порасне нели неколкукратно во однос на она што го правиме кога седиме, крвните садови треба да се расшират неколку пати. Тоа расширување кај настанатите плаки е оневозможено. Повредените крвни садови ја губат способноста да се шират и да се стегаат и како резултат на тоа остануваат фиксирани. Така што мускулот побарува, имаме состојба на зголемена побарувачка, меѓутоа крвниот сад не одговара на таа побарувачка, останува со фиксен лумен и заради тоа имаме фиксен проток на крвоток. Поради тоа се јавува болка, исхемија, значи од исхемично потекло, и тоа е еден многу сензитивен клинички параметар, симптом кој што ние можеме да го примениме. Едноставно ги прашуваме пациентите дали чувствуваат болка и на колку метри, дали можат слободно да се движат нарамно, 50 метри, 100 метри. Каде чувствуваат болката? Во листот? Најчесто во листот, меѓутоа доколку имаме поинтензивни промени, всушност во целите нозе. А доколку нивото на триглицеридите и холестеролот се нормализира, пациентот го нормализира исто така нивото на шеќер, потоа притисокот, престане да пуши, применува диета која што дава резултати, почува да вежба здрав начин на живот. Дали е можно да се повлечат промените во епителот на крвните садови како последица на атеросклерозата? Може да настане стабилизација. Да, јас веќе напоменав за меки плаки, комплетно да се значи меки наслаги и созреани наслаги кои што во себе содржат калцификати. Меките наслаги е докажано и всушност револуционерната улога на статините, кои што доколку правилно се употребуваат, навистина доведуваат до подобрување на исходот кај пациентите. Меките плаки биваат стабилизирани, па дури и намалени. Значи тоа е докажано со интраваскуларен ултразвук на крвни садови, на катетер, на коронарки. Се докажува исто така и со каротидниот доплер, каде што можеме да го мериме волуменот на плаката, меѓутоа доколку таа плака е мека. Тоа значи дека во себе, во својата структура содржи масно ткиво, практично липидно ткиво. Така. Тоа е ткивото кое што го прават макрофагите сакајќи да го исчиста телото од лошиот холестерол. И при тоа настанува оној едем, односно инфламацијата во крвниот сад. Меѓутоа, доколку спонтаниот процес пациентот не се јавил на време или нели има и други агресивни фактори, па имаме забрзана атеросклероза, природниот одбранбен механизам на организмот е да го санкционира тоа со толожење на калциум, доколку нели не де Боже прсна таа плака па направи акутно затварање. Во тој случај тие калцифицирани плаки тешко дека ќе може да се намалат. Значи тајмингот е многу важен бидејќи ова е еден континуум, ова е процес динамички и не настанува туку така, туку му треба време и тоа е всушност и смислото на проценките. Доколку организмот се уште нема повреда,
на овие органи и менувањето на начинот на живот, помошта со терапија може да доведе нели до сопирање на старењето, па дури и до реверзија, до сочувување на органите како такви. А доколку настанат такви интензивни, екстензивни, значи од значаен степен калцифицирачки плаки на каротидите, на пример, се врши нивно хируршко отстранување или стентирање, а за коронарните крвни садови се врши реваскуларизација со помош на стентови, на импланти или со помош на васкуларен бајпас, кој не е секогаш всушност достапен. Доколку имаме екстензивни калцификати, нема каде да се направи тој припој, тој бајпас. Значи, навременна диагностика, здрав начин на живот е всушност исклучително важен за да се спречат многу болести. Од најраните нозе, тоа се навики кои што всушност ги стекнуваме во семејството, така е, во детството. И моето последно прашање за денеска, за да добиеме точни информации за нивото на холестеролот и триглицеридите во крвта. Потребно ли е да не конзумираме одредени продукти 12 или 24 часа пред земањето крв? Во принцип, 10 до 12 часа се доволни, бидејќи доколку немаме некаква генетска предиспозиција за абнормалност на липидниот статус, тие резултати ќе бидат репрезентативни, значи добри за интерпретирање. Со тоа што ние ги советуваме пациентите да тој ден пред испитувањето имаат ексцесивен внес на некои од оние богати со холестерол продукти како многу јајца, масно месо, нели оние традиционални наши јадења, бидејќи доколку ние ги консумираме често, фактички добиваме една нереална слика. Често ли доаѓаат пациенти со ваков проблем кај вас? Да. Тоа е начин на живење во денешницата и навиките се навистина нешто што тешко се менува, меѓутоа од друга страна бенефитите се па потоа чувството е подобро кога го менувате начинот на живот, ги сопирате болестите, значи живеете посигурно, поквалитетно. Треба ли да не загрижува дури и граничните вредности на горна граница? Не треба толку сериозно да им пристапуваме на бројките. Треба да знаеме да го чувствуваме нашето тело, правилно да се информираме, да го чувствуваме нашиот притисок. Во принцип, секое семејство треба да има апарат за мерење на крвниот притисок. Че треба да бидеме едуцирани и информирани околу нашето здравје и да знаеме нели што е она што не доведува во состојба на прекомерен внес на одредени продукти, неактивност, бидејќи доволно е умереното пешачење, значи 150 минути неделно, да ние се задржиме во една витална, кога сме во една витална состојба, кога сме ние во едно оптимално здравствено расположение, наспани, нутритивно квалитетно се храниме со доста свежа храна. Ете, тоа е нешто што исто така сакав да го потенцирам. Значи храната треба да биде доминантно свежа, со свеж зеленчук и овошје. А месо не се јаде толку често, нели не се препорачува, како и млечните производи, особено концентрираните. Така да кога ќе ги земеме во предвид сите овие фактори, всушност имаме доста избор и можеме доколку навремено пристапиме нели кон менување навиките, кон здрав начин на живееме, грижите за прерана атеросклероза да ги одложиме. Што подолго, тоа подобро. Ви благодарам за денешното гостување во Телма амбуланта. Ми беше задоволство што денеска бевте наша гостинка. Ви благодарам и на вас и моje беше исто така задоволство. Почитувани, денеска за липидниот статус во крвта разговаравме со доктор Маја Шушлевска-Павковска, интернист кардиолог во ПЗУ доктор Маја Шушлевска. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и денеска. Се гледаме секој работен ден во 12:45, секако на Телма. До гледање.